Фатмир Битики, соломонско решение за председателски кандидат на ДУИ и СРСМ, со кое дополнително би се претопиле партиите и би се зациментирале заедничките пратенички листи. Ова е опцијата во игра, но само доколку Ахмети одлучи да даде поддршка на социјалдемократите за заеднички настап и на председателските и на парламентарните избори. Со оглед на тоа што Европскиот сојуз за промена дефинитивно ќе одат со собствен кандидат, партијата од Мала Речица прави математики дали да дадат поддршка на кандидат на СРСМ, кој е се поверојатно дека ќе биде поразен, и со тоа да се исперат себе си дека не изгубиле од опозицијата, или пак да настапат сами. Во ваква игра на сцена стапува Битики, подпредседателот на СРСМ, близок до ДУИ, а сепак не е нивни член. Дури тој самиот рече дека има амбиции за таа кандидатура. Сега е во тек процес за консултации и тоа треба да заврши со Конгресот. Јас имам кажано дека ако се бара консензуален кандидат, како што сум јас, тогаш би прифатил таква понуда. Додека ДУИ го мери расположението дали нивните членови би го поддржале Битики. Од Европскиот сојуз за промена пак велат дека имаат информација дека интегративците за председател на државата ќе го предложат Бујар Османи. Според нив јавноста треба да знае кој е Османи, човекот кој бил под лупа на органите на прогонот. А негов единствен успех во тие години беше најкорумпираниот албански министер до сега. Тој е единствениот албански функционер кој бил предмет на специјално јавно обвинителство за предметот пациент, кој кога му требаше на СДСМ во 2017 година се измолчи. Меѓутоа, иако шајките се отстранети, трагите остануваат. Анкетите покажуваат дека СРСМ убедливо губи од ВМРО ДПМН, а Европскиот сојуз за промена му дише во врат на ДУИ. Па сега се прават математики во владеачката коалиција како да се извлече максимумот од оваа незавидна положба во која се наоѓаат. Неодговореното прашање е дали Стево Пендаровски ќе биде жртвеното јагле на нов коалицијски дел.